Тивка криза на пазарот на труд. Од една страна има недостаток на работници, од друга страна пак вработените бараат зголемување на платите. Кои професии се најплатени? Каде има недостаток на работна сила пред се? Гостин во ова издание на Тренинг Дарко Велков од вработување HR Solution. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Господине Велков, тивка криза на пазарот на труд. Од една страна имаме недостиг на работна сила, од друга страна луѓето, што веројатно е нормално, да бараат зголемување на платите. Што треба да предничи? Платата или продуктивноста? Прво мора да разбереме дека навистина инфлација навистина сегде во цел свет се појави и да разбереме дека ова е светски тренд, дека не е веројатно само Македонија центарот, но и ние сме затекнати од сето тоа што се случува. И сега сакам така да го кажам, бидејќи навистина е така. Инфлацијата низ целиот свет направи притисок кај сите нас, па вклучително и мене и вас, нели? Ние гледаме дека има и поскапување на цени и така натаму. Сега секоја држава различно се снаоѓа. Што треба да направиме? Треба по мене да ги задржиме најдобрите луѓе, ако веќе збориме што треба да направиме, и да веројатно да почекаме да се стабилизира малце таа криза, иако лично чувствувам дека веќе има подобрување во однос на ланската година и прекланската, бидејќи тој тренд беше навистина многу страшен и беше како домино ефект. Плашејќи се дали ќе имаат луѓе, неприродни понуди се дава, кои што не може македонскиот бизнес да ги издржи, па по друга страна навистина луѓето имаат стварно големи притисоци со ценовните шокови. Сега оваа година е малце подобро и треба да направиме ревизија на тоа што се случи и треба по мене да размислиме за еден 5 годишен или 10 годишен план како да ги задржиме луѓето. И како луѓето да ги задржат компаниите веќе, не е само едната страна, да знаете, во денешно време да работи некоја стабилна компанија навистина е многу битна работа. Во ова време не време, ја исто би сакал да ги пофалам предприемачите, бидејќи стварно тешко се плива, не е баш лесно. Вие како го објаснувате феноменот? Од една страна се намалува невработеноста, ама се намалува и бројот на вработени. Нели ви е ова помалку парадоксално? Има повеќе фактори, не е само инфлацијата во случај, него може да е сезоналитет, може да е смена на генерации. Ова е нешто што навистина треба да се разгледува многу брзо. Вештачката интелигенција е тука како еден од факторите и ако сите ги разгледаме, ќе излезе ова што вас ви интересира, но да речеме дека во одредени сезони некојаш има голем недостаток, некојаш нема проблем. Например, ние како агенција немаме проблем со кандидати. Еве да речеме, од наш аспект гледано, ние навистина немаме проблем со кандидати и секојаш имаме добар кандидат за некое работно место. Но генерално по мене мислам дека се менуваат самите индустрии, ја менуваат и својата технологија. И од сите извештаи што доаѓаат, многу работни места ќе изгубат смислата на тоа што го имале до сега и треба да се појават нови компетенции. Сметате дали со промената на индустриите, со осовременувањето на технологијата, колку човечкиот капитал се прилагодува на новите вижења? Преспоро. Тоа е еден од факторите што сакав да го. Затоа и ги спомнавам овие работи, бидејќи не е секогаш само кризата не е од еден фактор, веруете ми. Значи во случајов знаеме дека вештачката интелигенција доаѓа и знаеме дека треба да направи негде околу 85 милиони работни места, да речеме, а 120 милиони треба да се изгубат. Еве, со самите фактори кои што доаѓаат. Ќе ви кажам еден пример. Порано имаше телеграф и телефонија, така? Денеска го нема тоа. Луѓето со тие компетенции би требало да се пренаменат во друга индустрија сосема. За жал, јас тука гледам многу фактори зашто сме ние малку неспремни и луѓето треба да имаат брзи, кратки курсови кои што ќе се преминат. Еве, дали знаете дека најголем дел од луѓето над 55 години воопшто немаат ни желба да бараат работа, а ги има на список. Например, и сега
Можда треба да се работи со нив, навистина треба да се убедат дека они се луѓе што изградиле држава, не знам како да кажам. Тие луѓе, све што гледаме околу нас, тие генерации направиле, гревот е да ги изгубиме. Ме сваќате и мора да се работи со тие категории на луѓе, да добијат некакви компетенции кои што може да помогнат во денешните технологии. За жал, тука сме слаби. Новите генерации, например, скоро никој више знаеме не сака да работи тешка индустрија, така? Сите сакаат доколку може на лаптоп да биде и да биде канцелариска некаква работа. Но имаме ние и земјоделие, имаме и градежништво, имаме и рударство, имаме и сериозни гранки кои што мора да имат нови генерации на луѓе. Значи, ние мора да се подмладуваме, а новите технологии си бараат тоа што си бараат. И затоа викам, тука имаме еден дисбаланс, да речеме. Исто не знам дали знаете колку жени имат домакинки кои што се водат како нели на списокот, ама они немаат желба да работат, нели. Значи ние мора до негде тоа е прецизирано, да речеме, ама треба да работиме со тие категории на луѓе. Ги немаме на пазарот на труда, за жал. Податоците покажуваат дека се намало и населението кое е активно на пазарот на труд. Стапката на активно население во вториот квартал падна на 52,5. Дали ова е можеби некаков индикатор дека пред се младите не сакаат било каде и било што да работат? И за било колку? Јас ќе се оградам од бројки бидејќи не доаѓаат од мојата фирма и не знам дали е веројатно тоа статистика, но лично е како пример можам да кажам дека во моментов многу млади сакаат и аутсорс да работат, односно да работат без да бидат компјутерските, да речеме, работат за проекти. Некои имаат фирми, некои немаат фирми. Во моментов тоа веројатно се случува. Се сменија некако навиките, тоа сакам да кажам. IT индустријата направи, не знам, 20.000 млади луѓе кои што навистина повлекоа многу инвестиции во оваа држава, купија станови, купија коли, остана, прават многу добра додадена вредност, ама па негативната страна е тоа што они сакаат од дома да работат и по проекти, например. Еве, да речеме, гласно размислувам сега, што значи се менува и нашето општество. Што е тоа што ја прави разликата не би знаел, но да речеме дека по мене тоа е еден од факторите кои можда не е драматичен и најбитен, ама е исто еден од факторите. Значи, ние мора да... Јас пак ќе кажам, ние немаме тешка индустрија, ние немаме... Многу лесно можеме да се прилагодиме ако имаме добра концепција. Вилков, драматичен е недостатокот на работна сила. Што ги брка од кај нас, од дома квалификуваните кадри? Вака имам разговарано и со млади, и со повозрастни, и со сениори, да речем. Различни фактори се. Младите сакаат, можеби не толку да... Не им сметаат, можеби, условите тука толку колку што прво е можеби авантура. Сака да видат како е надвор, бидејќи интернетот си го направи тоа што го направи. Значи, вие во сегашно време за 2 секунди може да видите како е да се живее во Финска, како е да се биде на било која плажа во светов со слики, со све. И све е транспарентно и достапно. И тоа мислам дека многу брзано ги смени работите. Така да авантурата е еден од факторите кои младите сакаат. Второ е, младите немаат пристап до компаниите на начин на кој што треба да. Првото работно место треба да е кај нас, а не надвор. Тоа е наша грешка. Како се радуваме, еве сега например направија закон нели во одредени индустрии меѓу кои ugostителство, земјоделие и слично, да може 15-16 години младите да дојдат. Никој не разбира дека кога ќе направи некаква релација некој со господин од некоја фирма, таа релација останува. И најчесто менторска е. И тука ја грешиме целата работа. Значи младите ни бараат дајте ми да работам летно време, например, се случува многу деца да дојдат ми кажат, ама компаниите па не сакаат само за 3 месеци да вработат некого, бидејќи им се навистина екстра трошици и не можат да издржат. Сега ние, кога би им дале прв пристап да бидат во некоја македонска компанија, јас сум убеден дека добар дел од тие деца ќе сакаат да останат, бидејќи веќе имаат свој круг. Нема да им биде толку далечно и страна.
Во текот на разговорот го споменавте развојот на вештачката интелигенција. Сметате ли дека со вештачката интелигенција ќе се отворат нови видици од аспект, па дури негативен тренд да предизвика затворање на одредени професии, намалување на потребата од толков број на кадри? Мислам, оваа дебата е развиена, цел свет ја дискутира во моментов колку ќе помогне, колку ќе одмогне. Целта на самата вештачка интелигенција е во принцип да помогне да ни го олесни животот. Но секако дека има и теории кои што не звучат добро и навистина имаме страв сите, па дури ја имам страв, што тоа значи. Некако пребрзо се случува, а мислам дека луѓето не се спремни за вештачката интелигенција. Јас ви кажав некои извештаи кои што колку работни места, колку ќе се изгубат, што значи има разлика од тоа што ќе прават тие што нема да се прилагодат, тие милиони работни места. Мислам дека ќе има ефект голем, да земеме од автоиндустријата, такси индустријата, само да ги земеме како можни случаи дека за 10 години ќе имаме такси без шофер, значи цела една работна професија можеби нема да има возач на такси возило, така. Тоа истото може да се мултиплицира и во камионите кои што се автономни. Во моментов во Кина има така наречени црни фабрики, односно темни фабрики, се извинувам, каде што нема вработени, него се е автоматизирано и нема ни светло. И ако побарате на интернет, ќе видите тоа се огромни мегало фабрики кои што нема светло и нема вработени. Не секоја индустрија тоа може и не секоја индустрија ќе може да биде заменета со вештачката интелигенција. Јас сум убеден дека како што ќе се развијат нови, така ќе се појават и нови потреби. А луѓето кои што ги немаат компетенциите кои што во моментов ги бара пазарот, на нив ќе им биде дефинитивно потешко. Значи, пребрзо се смени пазарот на труд и пребрзо светот се промени. И затоа кажав, имаме и смена на генерации и смена на технологии во моментов. Помеѓу можеби најмалку влие некоја криза инфлација. Значи имаме млади кои што едно сакаат и вештачка интелигенција која што си тера на свој пат и која што го диктира трендот во моментов. Помеѓу имаме војни, имаме се и се што. Тоа се моменталните случаи. Така да, ако гледаме глобалната слика, луѓето ќе мораат брзо да се прилагодуваат. А многу брзо. Тргнувајќи од себе си, ќе морам да научам апликации да работам, нема да имам избор. Можеби има генерации што ќе им биде тешко, ама затоа тие генерации треба да ги ставиме во индустрии кај што се бараат. Во моментов фабриките молат за вработени. Ама ја не знам, да речеме, можда ние се уште, бидејќи сме големи семејства, се уште не го чувствуваме теретот толку. Си помагаме на некој начин, имаме своји станови повеќето и не е како на Запад. На Запад не можеш да живееш со голема фамилија и мораш сам да си ги плаќаш трошоците, мораш да работиш. Без разлика дали имаш родители, ти мораш да работиш. Кај нас се уште тука малку се, по мене мислам дека си се пазиме. Има и добри страни, но лошите страни се што младите не се пуштени на пазарот на трудот порано за да бидат спремни за тоа што доаѓа. А добрите страни е тоа што ние навистина семејството уште ни е центар на светот. Големите фамилии малце не кочат од аспект дека сакаме децата, мораме децата ги спремиме за тоа што доаѓа. Ја како родител нема да бидам 100 години тука. И моето дете мора да биде спремно и без мене како ќе преживее. И треба да ги даеме тие компетенции за survival компетенции, нели? За да се снајде не само во Македонија, било каде, бидејќи сакале некеле нема веќе граници. Значи не постојат веќе граници, ако вие сте Cisco експерт и имате 15 години и нема друг таков, ќе ве земат веднаш било која држава. Кои се најплатените професии на пазарот на труд во моментот во Македонија? Можам да кажам дека има огромни разлики. Например, менеджмент позиции кои што се одлично платени, стварно одлично, и од тоа што го гледам на Запад има такви плати. И има позиции кои што не се доволно платени. Исто така можам да кажам дека можеме да работиме на нашата продуктивност, бидејќи мислам дека
едно не можам да разберам, тука секогаш некако успеваме да најдеме некоја мана, нешто да заокружиме ако може. Ама во Германија ако отидеме, апсолутно дека работиме 8 сати без како што треба. И нашите работници таму се меѓу највредните. Мислам дека ако успееме да созрееме како општество и самите да сватиме дека мора да ја подигнеме продуктивноста и верувам дека платите ќе се подигнат. Веруете ми, затоа што тогаш тоа што го извезуваме или тоа што го создаваме ќе има повисока вредност. Апсолутно ќе може подобро да се плаќаат работниците. Се оградувам од тоа, некои стварно навистина не плаќаат доволно и тоа не е во ред. Тоа не е во ред. Тоа апсолутно мора да престане, но добрите работници, оние кои што даваат, стварно се вложуваат и треба да се стварно добро плати. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на поканата. Убави великденски празници, честит нека е Великден, довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме може да не читате на triling.mk. За многу години.